Денеска вадарците и квишијата празнуваат. Денес е голем ден за нас квадарчани. Голем ден за нас разорбозидите. Дека ни е среќен и вечен Свети Трифон. Свети Трифон е заштитник на винованата лоза, означува почеток на уште плодна и беричетна година. Празник е еден убав дел од нашето минато и треба да биде убав дел од нашата иднина. Овој Свети Трифон нека биде почеток на една нова ситуација во лозарството со нови стандарди. Винарите визби да бидат тие кои ќе прават добро вино, лозарите добро грозие, а државата да биде таа која ќе обезбеди добри услови за пласман со добра цена. Од ова година се обидуваме секој ваш пат поединствено да го пречекаме со овој празник, да го направиме убав овој ден за сите квадрачани и да бидеме добри домаќини за сите гости. И успеавме во тоа. Мене ми е драго што посетеността и денеска е голема. Се радувам дека и вечерва тука на градскиот плоштад со чаша вино и ракија со плодни и беричетни години, че имаме чест да бидеме домаќини. Пред крајот би сакал да упатнам еден апел до сите пратеници денеска присутни тука, а и оние кои не се присутни, да го застапуваат во парламентот трудот, паколюбието на нашите лозари и лозаропроизводители. Исто и до централната власт и до државните власти да упатнам еден апел, кои што денеска за жал не се присутни тука, да го слушнат гласот на народот и таму кај што се присутни денеска во големите винарски визби и му кажат и кажат дека оваа година нема да го даеме грозето по испод цена, оваа година нема да се пазариме за цена, него дека уште од утре денот во Свети Трифон ќе се бориме за нашите права и обврски. Ако животниот стандард е покачен за 40% во делот на трошокот, и ако успеавме или успеа минимална плата да имаме од 18.000 денари, че имаме и минимална цена за грозието, пошто никој не сака да работи и својот труд и честност и поштеност да го дава за никој друг да заработи. Оваа година замолницата до пратениците ќе биде да го слушат гласот на тиквишијата, да ги застапуваат во парламентот и да се борат и да бидат од страна на народот. Никогаш да не дозволиме да се уништува она што е традиција и да си го уништиме нашиот народ, зимајќи го једатот и плодот бесплатно. Јас како градоначалник ви гарантирам дека ќе бидам на ваша страна, заедно со сите советници од општина Кавадарци, со моите чинители и мислам дека ќе успееме во тоа, да успееме да имаме достоинствена цена, цена на достоинство, тоа значи цена на заработка. Така да нека ни е честит празникот, Свети Трифон нека ни е на помош, ние другото знаеме да го сработиме често, поштено, домаќински. Да сте здрави и живи квадрачани, љубав помин. Возлюбени чеда во Господа, чеда на нашата света македонска црква, чеда на оваа света наша македонска земја, еве денес во градот Кавадарци, во срцето на тиквешијата, со вашиот градски татко и нашиот драг градоначалник господинот Митко Јанчев, со председателот на најголемата и најсвета наша партија ВМРО ДПМН господинот Мицковски, со сите пратеници, со сите членови на општината и сите советници, сите добронамерни луѓе кои се собравме овдека, да го благословиме овој ден, денот на лозарите, денот на гроздето, денот на виното, денот на љубов, да се собравме заеднички да искажеме и болката и тагата, но еве, ние македонците ја забораваме и болката и тагата, кога треба да се радуваме. И навистина денеска се радуваме што нашиот градоначалник, најдобриот градоначалник во оваа наша света македонска земја, господинот Јанчев, не собра заеднички да го прославиме овој голем ден, денот во кој светиот великомаченик Трифон
ја принесува неговата света молитва пред престолот на Севишниот Спасител наш Господ Исус Христос, за се она што е штетно за лозето, за земјата, за почвата, за градинарските плодови, се она што е штетно од муви, од оси, од се она што прави штета на плодот, да го очисти. И јас верувам дека заеднички со вашите молитви, со нашите молитви, Бог дека тоа ќе го услиша. Јас од ова свето место го нарекувам свето, зашто што еве денес се наоѓаме точно во центарот на градот и овој град за мене е најдобриот град, градот на доброто, градот на правдата, градот на вистината и што е најважно, градот на љубовта, бидејќи овој град заедно со градоначалникот ја покажа љубовта кон својата света македонска црква, кон својот свет македонски народ. Сакам, може би некој ќе ми замери, но еве, некој вчера зборуваше да не зборуваме и да не гледаме на состојбите што ни се случуваат во Македонија со емоции, но ние македонците сме емоционални луѓе. Ние македонците сме патриоти. Ние македонците си го сакаме својот македонски јазик, својата македонска држава, својата македонска нација и се што она што е свето македонско, бидејќи тоа го примивме од нашиот свет апостол Павле, кој шеташе и чекореше во оваа света македонска земја. И затоа, примајќи ги овие свети молитви од нашите дедовци и прадедовци, јас верувам, длабоко од душата и срцето верувам, дека нашиот председател на најголемата и најсветла партија ВМРО-ДПМН, господиниот Мицковски, се она што го дадовме, верувам дека ќе го вратиме назад. Првин со него, а потоа и со Божја помош. Јас верувам дека Бог, Спасителот наш Исус Христос, Мајката Божја Богородица, која е заштитничка на оваа света македонска земја, ќе му помогне него и на сите негови соработници да се она што е наше свето македонско национално ќе го вратиме назад и нема да дозволиме некој кој не ја чувствува Македонија емоционално да ја одредува судбината на нашата македонска земја. Ви благодарам, драги мои, ви посекувам се најубаво и верувам дека вашиот татко и мојот татко, градоначалникот Мицко Јанчев, нема да дозволи оваа година да бидете посрамени, нема да дозволи да бидете понижени, но ќе се труди вашиот труд од вашиот плод, од вашите лозе, од вашето грозе, да ви биде исплатено честно и поштено. Бог да ве благослови, Бог да ја благослови Теквешија, и Бог да ја благослови македонскиот народ, Бог да ја благослови цела наша света македонска земја. Господ со вас благодарам.